Као што кажете, оваа зима почна рано вирусните инфекции и ние последните месеци по дена сме преполни. Значи, заладувањето ги донесе првите вируси, а првите вируси, децата кои што се уште немаат меморија за вирусите кои што се најчести во овој период, беа и најатакирани. Се работеше за една помала популација, тоа беа доенчиња од 6 месеци до 1 година, над 1 година, значи популацијата под 3 годишна возраст. И она што секако беше за одбележување за оваа сезона, дека беа доста компликации кои што се појавиле. Значи почва како една обична вирусна инфекција и многу брзо за само неколку дена гледавме компликации, што појава на бронхопневмонија, појава на рецидивантни обструктивни бронхити и се други останати компликации. Така, пред 10 дена во медиумите излезе една информација токму од вашата установа со која раководите, дека е преполна болницата со болни деца, дека дури е надминат капацитетот за 20%. Навистина ли е тоа така? Да, знаете, нашата институција оваа година е прва нова клиника која што после толку децении се изида во Република Македонија и бидејќи ги нуди сите услови за брзо изгражување на децата, како и може да се направат сите испитувања во област на детската пулмологија, алергологија, посебно кога се работи за акутни вирусни заболувања, беше наметено сите луѓе едноставно појда во наша институција. Затоа имаше моменти кога имавме нашиот капацитет е неде околу 110 дечиња со 110 мајка придружи, но имавме над 140 деца, а на дневна основа допоминува од 250 до 300 деца во нашите специјалистички и субспецијалистички амбуланти и затоа направивме една изјава до медиумите дека и да сакаме не можеме да видиме повеќе бидејќи беше невидена турканица како во нашите амбуланти, така и на одделењата и ќе се реметеше нормалниот тек на работа. Така, предпоставувам дека и во тој период сте правеле триажа, значи оние поитните случаи со потешки компликации, секако дека сте наоѓале место да ги хоспитализирате, бидејќи соработувате и со детската клиника во постојан контакт. Исто и детската клиника беше полна, така да ние правивме таа триажа, потешките болни деца и доенчињата беа оставани за болничко лекување, а се она што беше да може да се лекува во нашата дневна болница или амбулантски ги остававме да ги наследиме и секојдневно доаѓање, давање на терапија го решивме овој едно извонреден тежок проблем што се јави, бидејќи не очекувавме дека толку може да имаме наплив со почетокот на зимата и се уште беше рано, тоа почна веќе во октомври, што за овој период немаме толку пациенти. Така, доктор Зафировски, дали од само Скопје се повеќето болни деца или предпоставувам дека од цела Македонија хоспитализирате дечиња со вирусни инфекции? Така, не само од Скопје, него и од цела Македонија, но оно што е секако за одбележување, се повеќе и повеќе имаме наплив на пациенти од Косово, бидејќи нивната педијатриска заштита имаат мал број на педијатри, се до тоа доведува да еден наплив од пациенти од Косово, кои што исто ги хоспитализираме тие потешки болни деца, бидејќи се работи и за поспецифични заболувања, односно за потешки болести, кои што сепак ние како институција кои што сме врв во домен на детска пулмологија, алергологија, туберкулоза, цистична фиброза, кој што отворивме нов центар за цистична фиброза, кој што најде извонреден одзив кај граѓаните, сепак значи се работи за еден голем регион кој што ние го покриваме, сме единствени во Македонија, во Косово, Јужна Србија и дел од Албанија кој што доаѓаат кај нас. Така, кога сме кај вирусните инфекции, мало до објаснување до слушателите, овие деца кои ги споменавте 130 на 140 болни кои во еден период биле хоспитализирани во октомври кај вас ги ја преполниле клиниката, детската болница во Козле, со какви симптоми најчесто доаѓаат овие мали пациенти? Односно родителите што укажуваат на вашите колеги, на вас лично, бидејќи вие работите директно со децата? Првите симптоми се течење на носето, појава на секреција, после тоа е лесно зголемена температура, појава на кашлица, но ако тие симптоми останат на тоа ниво, секако се лекуваат кај своите матични лекари и се лекуваат со симптоматска терапија без употреба на антибиотици, бидејќи најчесто 95% нашите епидемиолошки кабинет кој што ги води, дали се бактериски или вирусни инфекции, кажува дека најчесто се вирусни инфекции. Значи не се дават антибиотици, остануваме на симптоматска терапија. Но ако имаме влошување на клиничката слика, појава на температура од 40 степени кој што трае неколку дена, појава на зголемена малаксалост, кашлица кој што станува продуктивна, кој што ги засега и некои други органи и појава на бронхопневмонија, пневмонија со телектази или плеурити изливи во кажано народски, значи тоа е една од индикациите да децата се упата во нашата установа и да останат на болничко лекување.
Колку обично трајат хоспитализациите, болничкото лекување во вакви случаи кај деца, доколку не е многу тешка форма на некоја вирусна инфекција? Бидејќи тоа знаеме дека и со месеци може да остане хоспитализирано кај вас Ако или се во друга работи установа. за специфични заболувања, односно за појава на туберкулоза кај детето, значи тие остануваат и месец и 2 месеци, додека ако се работи за обична пневмонија од 7 до 10 дена.